Почитувани соборци и соборки, ви посакувам уште еден убав ден, 41 поред, на истрајност, на издржување на се ова што се прави за ослободување на Република Македонија и се разбира за конечно овие позади и да ги тргнеме, бидејќи мислам дека е редно време се она што имаме разговарано во 41 ден, се она што имаме давано идеи, што треба да се промени, како треба да се промени и кои нешта се токму дел од Република Македонија, токму тие работи треба да бидат применливи. Даваме сугестии, даваме предлози, разговараме што не чини, кажуваме што треба да се поправи по однос на тоа нечинење и да се надеваме, не да се надеваме, туку ќе се избориме токму сето тоа што сме го разговарале, да биде дел од нашата реалност. За оние со кои што не се знаеме, јас сум Огнен Јанески, ќе бидам модератор на денешната дискусија, каде што ќе разговараме за тоа како уште еден проблем кој е сериозен токму на ниво на градот Скопје, а од особен значај за цела Република Македонија со оглед на тоа дека преку примерот на градот Скопје ќе се даде примери на сите оние градови кои имаат стари чаршии, ќе разговараме за тоа како да ги зачуваме духот и функцијата на старата Скопска чаршија. Кога зборуваме за старата Скопска чаршија, како еден од најголемите знаменитости на градот Скопје, како еден од позначајните монументи каде што доаѓаат туристите во Република Македонија и токму него го посетуваат кога сакаат да погледнат нешто што е најзначително и најзабележително во Република Македонија и во градот Скопје. Не смееме да заборавиме дека постоеше одреден период и одредени години кога токму старата Скопска чаршија повторно заживеа, кога повторно луѓето се вратија низ тие сокачиња, низ тие слепи улички каде што повторно почна да се разговара, еснафот почна да ја врши својата функција токму онака како што од секогаш замислувал и како што од секогаш сакал и токму тие мрачни сили кои надвеа на Скопската чаршија почна да ги снемува еден период. И токму во оваа дискусија ќе разговараме со тројца наши гости, две гостинки и еден гостин. Гостинот од десно, првиот е Мухедин Брана, кој е председател на Сдруженијето ЕСНАФ за старата Скопска чаршија, веднаш до него Арта Кули, заедно со Анжелика Апсис, и двете кои беа номинирани за заживување на духот на старата Скопска чаршија во 2009 година со 13 ноемвриска награда. Сопственички на Дамар. И мислам дека е многу важно кога веќе се напоменува дека се заживеал духот и кога веќе се напоменува дека старата Скопска чаршија имаше многу повеќе народ отколку во останатите делови на центарот на градот Скопје. Веројатно во останатите делови немаше ни простор каде човек да шета, а да не се сопне нешто. Мислам дека во тој дел се разбираме многу добро, но последната година дена се случува многу работи по однос на старата Скопска чаршија кои ги одвратија луѓето од таму. Од преку 20 кафулиња и места за излегување, во старата Скопска чаршија не знам дали има останато едно функционално или две се насе сега, затоа што очигледно некому пречеше целото тоа собирање на луѓе кои што својата мисла, својата идеја, својата уметност конечно и најдоја едно збирно место и зборно место каде можеа да разменуваат и како сакаме ова општество да прогресира. Само колку за информација, нема да должам јас многу, ќе им отстапам простор на денешните гости, за оние кои што можеби не знаат или кои немаат истражено. Кога странците ќе сакаат да дознаат нешто за Скопје, прво што им излегува е старата Скопска чаршија, потоа им излегува Скопје 2014 во денешно време. Но кога читаат за старата Скопска чаршија на интернет, особено на Википедија, ги читаат следните информации. Вели, старата Скопска чаршија е трговски и културно-историски дел во Скопје, една од најголемите знаменитости на градот. Се наоѓа на просторот од камениот мост до Бит пазар и од калето до реката Серава. Според административната поделба на градот, просторот на чаршијата се наоѓа на подрачјето на општините Чаир и Центар. Првите документирани податоци
за постоење на трговски центар на местото на денешната чаршија датираат од 12-тиот век. Во време на отоманското владење во Скопје, местото забрзано прераснало во најголем трговски дел од градот во кој се наоѓале околу 30 на џамии, бројни сараи и анови, како и други турски споменици. Чаршијата претрпела големи штети со земјотресите од 1555-та и 1963 година, пожарот во 1689-та, како и двете светски војни, пошто неколку пати била обновувана. Но и покрај претрпените штети, чаршијата представува единствен споменик на културата во Македонија, во кој се препознавало наследството од повеќе култури и цивилизации кои учествувале во нејзиното создавање. Во чаршијата преовладува отоманската архитектура, иако се забележителни и остатоци од византиската, во последно време се забележува и примената на модернистичката архитектура, за што постојат бројни дебати и негодувања, но од каде побрзо да се почне на ниво на град Скопје се разбира и прашањето. Единственото нешто што секогаш ми останало во сеќавање за чаршијата е тоа дека таму одите и буквално ништо не ве двои едни од други. Ништо не ве разликува. Седите сите заедно, споделувате идеја, пиете чај, играте оксан, играте карти. Буквално никој никого не заморува со никакви прашања врз основа на она со кое што некои одредени политички гарнитури во оваа држава сакаат да се занимаваме, а на кои им се докажа со последните настани дека такво нешто е невозможно во Република Македонија, веројатно во денешно време. Токму еснафот е тој кој што го учи граѓанинот и го учи народот, оној кој не е дел од еснафот, токму тој е оној кој посочува дека нашата соработка е од витално значење, дека нашиот соживот е од витално значење и дека поинаку ние не можеме да ништо да направиме. Мухидин Брана, председател на Сдруженијето Еснаф на Старата Скопска чаршија. Пред се морам да ве прашам, господине Брана, во контекст... Брава, се извинувам. Во контекст на зачувување на духот и на функцијата на Старата Скопска чаршија, колкава е улогата на еснафот, притоа знаејќи дека токму еснафот е тој кој што или ќе ја одржи, или нема да ја одржи таа Скопска чаршија? Мемрама Прџев, добро вечер за сите. Вака Огнен. Мислам, дозволи ми прво, читаше нешто од Википедија. Една мала корекција, ценам дека треба да биде. И би требало да биде и во Википедија понатака. Значи, прво, чаршијата, почетоците на чаршијата се некаде од крајот на 10-тиот век, 11-тиот век. Значи, на истото место е продолжено 10 века на тоа место. Знаете, со Пиколомини, која доаѓа од колерата, ја пали Скопје и Скопската чаршија, после тоа на истото место се продолжува со дуќаните, хановите, тоа што го имаме. Значи, еснафот, ова е историјатот на Скопската чаршија. Значи, Скопската чаршија, јас доаѓам од една микросредина каде што гор сум, што таму си живеам, обстојувам. Значи, јас имам 52 години, таму сум од мојата 9 годишна возраст. Значи, сум почнал како чирак, калфа, значи 40 и кусур години живеам во тоа место. Значи, во тоа место се чувствувам најбезбеден. Тоа што го рече Огнен. Значи, мотото, карактеристиката на Скопската чаршија, сиве овие 10 века дека живееле, обстојувале, работеле разни култури и цивилизации. Значи, тоа е ден денеска. Значи, мотото на Скопската чаршија е обединети во различност. Значи, ние, кога сме различни, подобро се знаеме. Јас од еснафите, Скопската чаршија, од моите мајстори, македонци, турци, роми, бошњаци, ги дознав сите празници, дали се верски или национални. Значи, мене не треба некој да ми каже во телевизија утре ќе било вака, или од тоа знам веќе месец дена кога ќе биде тој празник. Истото го знаат и еснафот македонци. Ние прошлата недела почнавме со пост, мислам нема поголемо чест, доаѓам сабајле, сите комши ми доаѓаат, ми честитаат празникот Рамазан дека... Со лесно нека вие. Благодарам. Значи, ова што сакам да го кажам. Огнен, прашањето што го постави Огнен. Вие знаете дека последните 25-30 години чаршијата падна. Видејќи дека политиката
секогаш била немарна, а во некои моменти нечувствителна на барањето и на граѓаните, и на еснафите, значи и тоа и денеска го имаме таа болка. Еснафите одлучија 2006-2007 да формираат своја невладина организација. Значи сами да се залагаат за Скопската чаршија да се борат. И борбата и денеска ни трае. Значи првата што направивме, да ве информирам дека вие знаете до пред 3 години чаршијата немаше светло. Значи моравме да запнеме, отваравме врати амбасади, министерства, ова, она и на крајот успеавме осветлувањето во Скопската чаршија да го вратиме. Скопската чаршија, во чаршијата можеше да влезе било кој, кога сака, со кола, со камион, со шлепер, со багер, иако тоа има статус на пешачка зона. Поставивме и рампи, значи дефинитивно го претворивме во пешачка зона. Во чаршијата има многу работа. Во чаршијата е постигнато, значи се врати живоста во чаршијата. Ние работевме со невладиниот сектор, работевме со младите, работевме со културните творци во Македонија дека сепак да го вратиме животот во Скопската чаршија. Кога зборуваме за младите, еве еден пример ќе кажам. Јас насекаде тоа сум го кажал. Било каде во градот во Скопје после 12 нели има проблеми со бучава, со музика, со ова, со она. Дојдете во Скопска чаршија во 3 сата, пуштете музика колку сакате, никому не ми пречите. Господ го створил тоа место буквално за сите луѓе. Значи и за младите, и за децата, и за старците, за све. Секој може да се го најде своето место во Скопската чаршија. За почеток тоа. Ви благодарам, господин Браво. Во продолжение, доколку имате Анжелика или Арта, Анжелика да се надоврзете на она што беше кажано, со оглед на тоа дека вие сте можеби од новите еснафи кои што беа таму и како номинирани за 13-то ноемвриската награда 2009 година токму за заживување, зошто баш се одлучивте дека Дамар, кој што имаше своји многу неславни надворешни фактори кои му се случува, зошто се одлучивте дека токму Дамар треба да биде во старата Скопска чаршија, не да речеме некаде на Ленинова во центар на улица Македонија и слично? Па вака, прво сакаме автентични работи. Чаршијата, сметам, ја имам пораснато во чаршијата. И навистина чаршијата нема лоша меморија, нема никакви конфликти меѓуетнички, нема. Дури мислам дека 20 години зашо замре чаршијата е затоа што започна со реновирање на камениот мост. Тоа беше економски трик за да се врати народот во ГТЦ, во градскиот трговски центар, да се тогаш се отвори Капиштец трговскиот, Мавровка работеше, беше најдобриот трговски центар во Скопје. И тоа беше еден стратешки бизнис план, политички од сите фели за замрување на Мавровка и на целата чаршија со кратење на најкраткиот линк кој водеше до старата чаршија. Секогаш еснафот е тој што ја држи чаршијата жива. Политичарите се интересираат само тогаш кога ќе почне нешто да се случува, профит, например, или било што. И тоа е најскапата играчка во Скопје за мене е чаршијата, со која се моментално е најлошиот пачворк во градот, со новата архитектура што се спојува. И мислам дека сите градоначалници до сега сносат одговорност за сето она што се случува во старата чаршија. Одлучивме да отвориме, ние многу ја сакаме чаршијата. Например, тоа е единственото место каде што можете да се напиете кафе без бучава на автомобили, без никој да ви пречи. Тука слушате и биење на камбани, но и пеење на оџата и тоа е најубавата екзотика кај нас. Ја сакам и многу и уште ја сакам, меѓутоа во последните 2 години законите во чаршија не важат подеднакво за сите. Например, нашиот Дамар е малтретиран секој ден од полиција, значи повеќе не можеме да работиме. Затоа
во микрофон. Затоа што секоја вечер сме затворени во 11:30, 12 часот од полиција. Кога го отворивме Дамар, ние имавме нели на социјалните мрежи, ставивме статус дека скопјаните повторно ги креваат своите кепенци во старата чаршија. Почнаа да се отвараат дуќани, многу млади луѓе почнаат со Дамар прв пат да откриваат чаршијата, зашто ни е најголема радост е тоа. И од сите градоначалници и од политичките партии беше гарантирано дека може да работиме колку сакаме, како сакаме, само да се враќаат луѓето во чаршијата. Додека не се врати, кога се вратија луѓето во чаршијата, почна инспекции, почна тортура од полиција, секој ден ние да затвараме. После тоа градоначалникот се отвори Коце Кабана, нели, на самиот кеј, па за да го одврати народот од чаршија, почна да прави притисок да затвараме во 11:30 за народот кој на 50 степени нема каде да оди, да се симнува покрај палмите и да продолжи забавата тама. Така да сега мислам дека чаршија моментално е, не знам, мислам дека ги живее најлошите денови. Целата е, значи не работи Комисијата за заштита на споменици. Чаршијата е масакрирана. Не знам дали сте поминале од улицата од Мостоковната која води нагоре. Повеќе не се гледа ни калето, тендите, тоа се направени тунели низ кои проаѓаат луѓето и лево и десно имате покриени простори кои не личат на ништа. Ние во 2009 дадовме една идеја да се осветли од улица Македонија, да се продолжи со канделабри по камениот мост и тоа да биде булевар кој ќе води се до старата скопска чаршија. Ама тука нели никна фонтаните, се што нема е место на градов, све дојде тука. Колешки. Да се надоврзам, јас моето детство не го живеев за жал во чаршија, меѓутоа доаѓам од Охрид, од друг град кај што живеев една друга чаршија, еден друг мултикултурализам, меѓутоа кај што се негува градската култура. Можам да кажам дека првата младост ја живеев во чаршија заедно со Анжелика и тоа ни беше останато, затоа и посакавме повторно да заживее, односно да си ја повториме младоста од која замре едно 20 години, кога у чаршија после 5 саатот не можевме да стапнеме, односно затоа што луѓето се плашеа, дуќаните затвараа и чаршијата беше напросто темна. Така да нашата идеја беше да се повтори таа убава младост која што ја живеевме со многу други луѓе од разни етникуми, како што рековте пред малце, кај што немаше разлики, кај што разликите се почитуваат. Затоа и на нашиот локал името му го дадовме Дамар, што значи вена, главната вена која што пулсира. И тоа е символиката да чаршијата треба да заживее, односно секогаш пулсирала и повторно да ја дадеме шанса, односно да им дадеме шанса на скопјаните, на новите генерации кои што доаѓаја и ни се захвалуваја за тоа што прв пат стапнуваја во чаршија, токму за тоа што се отворил локал кој што беше интересен за нив. Како што кажа и Анжелика, за жал тие катастрофи, земјотресот и пожарот, мислам дека не оштетија толку автентичноста колку што сега е оштетена со непочитување на архитектурата и автентичноста. Ние кога отваравме ги почитувавме сите закони за заштита на знаменитости, односно автентичноста и не променивме ништо, ни едно стакло од нашиот излог, за да остане такво какво што било со векови. И најважната работа која што заборавивме да ја кажеме, кога
кога помисливме да отвориме у чаршија, на сите им беше чудно, пошто бевме две девојки од, да кажам, другата страна на градот, кои што дојдоа да отворат локал у чаршија, меѓутоа со поддршка токму од еснафите, кои што навистина ни се најдоа од сабајле до вечер беа со нас, ни помагаја на секој начин, со се што имаше потреба, дали ни укажуваја на занаечи, ни укажуваја на секаква помош. Можевме нечастеа со чаеви, кафиња од сабајле додека го градевме местото, така да наидовме на еден многу добар прием од страна на еснафите. И го почитувам сето тоа што го постигнавте во меѓувреме, тоа што стана пешачка зона, тоа што нема веќе коли, меѓутоа се уште не можам да кажам дека тоа се одржа. Тоа како на некој начин пламна и изгасна затоа што немаше, можем да кажам, политиката немаше слух да задржи еден таков дух и да ја одржи таа автентичност. Благодарам. Да. Ова што го кажа Арта, сега морам да некој објаснување да дам. Арта тоа што го вели дека ние што почнавме па стагниравме. Значи тоа е точно. Стагниравме, оти едноставно не можеме со политиката да се разбереме. Многу отворено кажувам, оти нашиот став е дека чаршијата е многу поголема. По незината улога и значај е многу поголема и од градот Скопје, и од општина Чаир, и од, значи ги преминува границите. Значи ние бараме во чаршијата веќе да се направи една добра анализа на чаршијата. Не може парцијално да се работи во чаршијата. Значи, сакам да кажеме дека ние во последно време добиваме архитектура на метри квадратни. Овој дуќан ќе го правиме толку метри квадрати, ќе го правиме фасада. Ќе правиме излози на метри квадратни. Значи, ние не сме за тоа. Ние сме многу. Значи, прво, Скопската чаршија функционира во рамките на раковода 4-5 институции. Пола е на општина Чаир, пола е на општина Центар, на град Скопје, Министерство за култура, Завод за заштита на споменици. Тоа е една карма-карашек на ингеренции кој што никој не знае кој е пашата, кој е чобанот. Така да, ние сакаме нешто друго. Значи, едноставно, чиме вака работава, ако се толку институции во неа вклучени, ние бараме и граѓанскиот сектор тоа да биде вклучен. Значи, кога велиме граѓанскиот сектор, цениме дека Скопската чаршија и припаѓа на граѓаните на Скопје. Затоа тие мора да бидат вклучени и како граѓани, и како невладин сектор, како експерти. Значи, тие мора да го дадат своето мислење каква чаршија сакаме. Прво, затоа ние велиме дека во чаршијата треба денеска, значи сме веќе во 21 век. Скопската чаршија нема урбанистички план. Ние бараме една широка меѓуресорска соработка и со граѓанскиот сектор, граѓаните, експертите, да се направи единствен урбанистички план за Скопската чаршија. При тоа да се сочува автентичноста на објектите. Значи, не можете вие нешто да импровизирате, а ние знаеме, постојат документи дека имаме дуќани од 14 од 15 век, средовекје. Тоа е благо. Не можеме некому да му дозволам на некој министер или на некој градоначалник, му текнал, чека, ја бев некаде, видов еден излог вака, ај вака ќе го правам. Не може тоа така. Значи, сепак, чаршијата е нешто друго. Чаршијата не е политика. И затоа ова Арта што го вели дека да, ние секој ден сме во, така да речем, некој недоразбирање, кај што можеме, обструираме, не даваме, значи не можеме. Меѓутоа барам поддршка и од граѓанскиот сектор, барам поддршка од граѓаните на Скопје, од чаршијата не е само на еснафите, чаршијата и на Скопје. И на скопјаните. Морате да не поддржите, оти не можеме, ние се обидуваме, колку можеме го правиме. Сепак нешто е постигнато. Има многу да се постигне. Повели Огнен. Во контекст на она што го зборувате, кога човек би поистражувал, да речеме малку повеќе од новинарски аспект, ќе кажам, за старата Скопска чаршија, дополнително ќе најде информации кои што сакам еве да ги провериме на самово место овде, дали е тоа така, бидејќи кај нас секогаш
кога ќе се побуниме за нешто или кога ќе кажеме дека нешто не го бива така како што е, се вели, а не, се гради, се прави, се пусти и слично. Уствари не се пусти, се гради. И сега кога ќе истражувате за старата Скопска чаршија, вели: со законот за старата Скопска чаршија, донесен од страна на Собранието на Република Македонија на 13 октомври 2008 година, чаршијата беше прогласена за културно наследство од особено значење и од тогаш е под трајна заштита на државата. На почетокот од 2010-та започна да се спроведува 5-годишна програма и со оглед на времетраењето сега би требало и да заврши. 5-годишна програма за ревитализација на чаршијата која има за цел обновување на објектите, поддршка на занаетите, како и постигнување економски и културен развој на просторот на чаршијата. Што од ова е вистина? Од тоа е вистина дека е напишан многу добра поезија. Значи све е на високо ниво направено и на крајот нема ништо, колку за ваша информација дека се прави сега нов проект, нов акционен план. Уште една ревитализација. За една ревитализација. Значи таму е навистина напишано текстови на високо ниво ова кој ќе го читаш, а јас како невладин сектор бевме заинтересирани, комунициравме со многу експерти, пиар менаџери, како ги викаат, програмски менаџери, дајте рековме од ова што пишува овдека да направиме еден проект. Верувајте луѓе, тие не може да вадат еден проект. Вели не знам што тука, све е кажано, а ништо не е речено. Значи за ова сигурно е дека е така. Значи нема тоа ништо. Обновување вели дека е планирано, значи дока е 2020-та некако ќе почекаме за следната ревитализација, до тогаш се надевам дека се ова ќе се смени со ликот. Не чекам до 2020-та. Ми замина младоста, не за друго. Арта и Анжелика, да ве прашам дополнително. Што правите сега? Дамар ќе се враќа, нема да се враќа, има ли изгледи, бидејќи со тие ќе ги наречам систематски планирани некои напади кои што се случуваа во чаршијата, меѓу кои Дамар беше повеќе пати напаѓан, но беа напаѓани и дополнителни кафулиња, како што беше и на Гаджа на самиот почеток на чаршијата, па и на средина джез баровите. Се затворија многу од нив. Ќе ја заживувате ли пак? Мислам дека многу се согласувам со Браве, дека треба глобално цела чаршија да се третира како една и мислам дека најбитно од се дека ЕСНАФ треба да води чаршијата. Ниту политичарите, ниту Завод за конзервација, све треба да иде преку ЕСНАФ-от, пошто тоа е што се родил таму и останал цело време. Кога немало луѓе, они сепак колку толку ја држеле чаршијата. Пак да заживееме, за жал, мислам дека многу тешко ќе биде тоа. Мислам дека треба, тоа е веќе толку многу е агресивно нападната чаршијата, што многу тешко ќе биде да се врати во тој еден мирен тек како што беше од 2009 до 2012-13 година. Многу локали го напуштија местото, дојдоа други луѓе кои наметнуваат некои нови стилови, нови... Чаршијата беше многу шармантно место, повеќе не е така. Има гужви, не знам, некако е... Ја изгуби својата смисла денес. Арта, јас се сеќавам, например, дека си имав точно одредено еден концепт на функционирање и на живење во чаршијата. Точно знаев дека кебап јадам во Дестан, точно знаев дека ноќта ми завршуваше во Дамар, претходно бев во Менада, во Ракија бар, потоа продолжував или во Капанан или во Галерија 8, ако ми се јадеше лахмаџума оде во Галерија 7. Сега тој концепт некако е убиен. Дали е вистина така или тоа е само моја некоја чудна проценка која што си ја имам, или со луѓето со кои што комуницирате во суштина веќе велат не гледам причина зошто да одам во чаршија, а потоа ќе се префрлам кај вас, господин Брава, дали сето она што се случуваше изминатиот период со тие напади кои што се случува на кафулињата се одрази на еснавскиот дел?
Значи токму како што кажавте, тоа е посебноста на чаршијата, што во суштина во чаршија ако излезете во Менада и ви се јаде лакмаџун, односно не знам, кебапи, ќе си порачате, ќе ви донесат. Или ако немате чај, не служите, ќе се јавите у чајджилница, ќе ви донесат. Тоа е убавината на една чаршија, на секоја чаршија, тоа е убавината. Значи, добивате се затоа што има соживот и соработка помеѓу сите дуќани, еснафи, што и да е. Мислам дека тоа веќе го нема. Значи, ја нема таа посебност. Кога ние отворивме, можам да кажам дека иако многу вложивме и емоции, инвестиција и све, бевме привилегирани за многу кратко време со тоа што баш поради тоа што ја осветливме чаршијата, добивме 1 сат повеќе работно време. Меѓутоа тоа важеше само за тоа лето. И секоја следна година, кога доаѓаше полицијата уште од 11:30 часот, ние се повикувавме на таа дозвола од градоначалникот, меѓутоа ни викаа не, тоа беше само за таа година. И мислам дека тоа не е фер. Тоа на некој начин се нуди тоа за да може, нели, како ние што понудивме нешто, за да го повикаме народот да се повлече и од другата страна на реката, така исто го очекувавме и тоа и од граѓанскиот сектор и од општините, така да тоа беше единственото нешто што го добивме. Меѓутоа, за жал, веќе го нема и немаме никаква посебност да понудиме веќе во чаршија. Господин Брава, јас дополнително на сето она што го спомнам, да речеме, од страна на кафулињата и рестораните, например, точно знам дека од кај Ника си купував одела и вратоварски, од кај двајцата братучеди што има дуќани и еден спроти друг купував пеперушки или лептир машни народски кажано. Например, од кај шеширџијата купував палари, пошто точно на самото место ми ги правеше, и баклава јадев од местото каде што никогаш не го научив како се вика. Ама точно си се знам со газдите. Дали целиот тој еснавски дел претрпе некакво замирање на зголемена посетеност поради се она што се случува последниве година-две, а систематски се прави некако сето тоа индиректно да изгледа дека ете спонтано се случувале такви негативни работи? Сигурно се сложувам, оти чаршијата беше навистина многу замрена. Последниве 7-8 години направивме голем напор. Меѓутоа, одеднашка ни никнуваат некои инциденти. Значи, истото тоа што го имаме по улиците, по автобусите, по ова, така го имаме и во Скопската чаршија. И никој не знае како тоа се случува. Сега, за жал, ние имаме и неколку реакции до медиумите, оштри реакции. Значи, се прави фама од тоа дека кој знае што се случило, дека некој ако изел шамар, 3 дена, 4 дена пишуваат медиумите дека таму е многу опасно. Во чаршијата не се оди, таму е многу опасно, не знам што. Значи, мислам дека го поминавме таа фаза на некоја негативна кампања за чаршијата. Последно време чувствуваме дека пак е почнато. Од кого? Како тоа не знаеме. Доколку имате некакво прашање, доколку сакате да се вклучите дополнително со дискусија, повелете, не е никаков проблем во текот на ова. Ако сакате, може и да се приближите микрофон да ви подадам или оттаму викнете, не е проблем. Да. Добро. За излозите? За излозите? Што се случува со идејата за новите излози, нели ќе ги правеа сите унифицирани? Да, значи вака, со излозите вака е постапката. Тие почна Министерството за економија почна една постапка дека сака да прават унифицирани излози. Значи сите излози во чаршијата да излезат исто. Значи тоа нема логика. Нашиот став е дека нема шанси така да биде, меѓутоа нашата борба е до тука. Знам дека нешто е поминато. Очекуваме овие денови да не поканат во Министерство за економија да ни кажат дали се согласуваме. Нашиот став беше дециден, јасен и преку медиуми јавен дека ние не прифаќаме таква начин. Значи, тука е милината на чаршијата. Секој дуќан ја има својата историја, секој дуќан ја има својот, како да ти кажем, својата душа. Не можеш ти одеднашка сите да ги направиш исти. Тука е тоа.
Апсолутно. Апсолутно. Јас нели ви реков дека Скопје, Скопската чаршија е на скопјаните. Добро, значи има убава идеја да се покрене една петиција за да се реагира, да речеме, со таа петиција, да се помогне на Сдруженијето ЕСНАВ, кои што се борат против унифицирањето на излозите. И еве, ја поддржуваме токму таа петиција, да може да се направи, нека тргне од тука и колку можат потписи да се соберат, да се даде сето тоа, кога ќе имаат средба овие денови, во случајот доколку не заминат на одмор од Министерство за култура. Одамна се на одмор, ама нема врска. За да може да да им се додаде и таа петиција. Ке може тоа сигурно кога ќе се отпочне таа петиција да се подпишува, медиумите сигурно ќе покажат интерес, дел од нив, ќе покажат интерес да го пренесат тоа во јавноста дека впрочем се случува и да дадат знак до оние кои можеби не слушнале да дојдат и да го направат тоа. Еве, овде има еден мал милион шатори кои можат да одлучат, еден шатор ќе биде за подпишување петиција за Старата Скопска чаршија и зачувување на излозите и одбрана од нивната унификација. Други коментари, прашања слободно искористете додека се тука луѓето. Не верувам дека имате многу честа можност со ЕСНАВ да разговарате, бидејќи комуникацијата со ЕСНАФите сега се сконцентрира само на Старата Скопска чаршија, бидејќи таму и единственото што остана. Не сум за кикирики, фала после. Во контекст на подпишувањето петиции, има ли тоа досега помогнато, да речеме, во некој дел? Сте правели ли досега петиција, еве или Арта Анжелика, во однос на, да речеме, Дамар или нешто слично сте имале? Вие сте имале ли досега петиција или ова ќе биде... Не. Па одлично тогаш. Досега не сме имале петиции, не сме имале потреба. Мислам, секогаш кога досега сме разговарале, меѓутоа ова го кажав, овие година дена нешто се случува, не знам, не се случуваат инциденти, не никнуваат нешто, фасади, еден дуќан, мислам, за нас е, верувајте, многу е глупо. Мислам да се доаѓа цел еден министер, еден дуќан да пушти фасадата направено, 25 камери, некако не е многу глупо. Јас ке им надам машни, имам многу, не е проблем. Не се случува само со чаршијата. Мислам, така има инциденти, се прави тортура на целото граѓанство. Например, архитектурата се смета за втората кожа на секој граѓанин. И кога ти толку тенденциозно ја менуваш целата архитектура, правиш еден дисбаланс на секој човек што живеел и пораснал во овој град. И тоа е, мислам дека тоа е најстрашната алатка на оваа влада што го врши врз граѓанството. Фала, пријатно. Има некој коментар, некаква идеја, тоа за петицијата, искрено ви кажувам дека многу ми се допадна и мора да се заврши таа приказна. Кажи, Петар? До каде е постапката, Анжелика, стварно за откривањето на сторителите кои што не можат да се најдат долго време за нападот на Дамар од страна на јавниот обвинител? Сторителите ги имаат на безбедносните камери, ама не може да ги најдат и страгата веќе не знам колку месеци е во тек. Така да нема денес. Дали е жив човек? И здрав. Тоа дека не е здрав знам. Да. Ама дали е жив? Да. Толку. Имате некој прашање? Добро, за да не ве држиме со оглед на тоа дека јуни се однесува како ноември и да не ве држиме во овој дел, доколку имате некако прашање, еве еднаш, втор пат, трет пат, дискусијата е продадена, готово. Ви благодарам многу за вниманието. Ви благодарам господин Брава, Арта, Анжелика за учеството на оваа дискусија и искрено да ви кажам, сакам сите овде кои што сте присутни, вашите потомци, нашите потомци, деца, внуци и така натаму, да шетаат во иднина токму во таа Стара Скопска чаршија која што сега ја имаме и ако сега не ја зачуваме, нема да има каде да шетаат. Единствениот избор ќе им биде белото таму што е. Нешто. Ви благодарам.